ги следите вестите на Слободен печат, еве што е ново кај нас и во светот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера вечер одржа седница на Централниот одбор на партијата, на која председателот Венко Филипче ја представил новата предлог платформа на партијата, која треба да биде основа за изготвувањето на новата програма на СДСМ. На седницата биле донесени и кадровски одлуки. Зоран Трифуновски од Скопје е нов организацијски секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на местото на Мартин Костовски, кој беше кандидат за опозицијската партија за градоначалник на Куманово. Освен Трифуновски, организацијски секретар на СДСМ е и Љупчо Фармаковски, а генерален секретар Александар Саша Димитриевиќ. По катастрофалниот пораз на СДСМ на локалните избори, Димитриевиќ и Фармаковски поднесоа оставки, но Филипче ги врати на истите позиции. Откако политичарот Петер Богоевски вчера за Слободен печат изјави дека на клиниката за кардиологија ќе има истрага за непружање здравствена грижа на неговата мајка, која што ја донел таму во живото загрозувачка состојба, од клиниката за Слободен печат во одговор на прашање за третманот, протоколите и однесувањето на вработените, велат дека е постапено по протокол. Согласно изјавите и прашањето за текот и лекувањето на пациентот, постапено е според постојните болнички протоколи и е пружен потребниот медицински третман и е даден совет за понатамошно лекување. Дополнително информираме дека стоиме на располагање за соработка и ќе биде постапено по евентуално барање од страна на истражните органи, велат од клиниката за кардиологија во одговор на прашањата на Слободен печат кои ги упативме вчера. Во Собранието на Република Македонија за денеска е закажана 95-та пленарна седница посветена на поставување пратенички прашања. Како што е вообичаено, за секој последен четврток во месецот фокусот ќе биде ставен на отчетноста на извршната власт пред законодавниот дом. Паралелно со седницата, председателот на Собранието Африм Гаши денеска ќе го одржи и редовниот месечен брифинг со новинарите, на кој се очекуваат информации за тековните активности на парламентот. Државниот секретар во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија Елена Кузмановска изјави дека Македонија, како кандидат за членство во Европската Унија, останува целосно усогласена со европските политики и меѓународното право. Таа нагласи дека земјата како мала држава силно се потпира на механизмите на меѓународниот поредок и секогаш е на страна на почитување на конвенциите и правото. Кузмановска говореше на панел посветен на радикализацијата кај младите, каде се дискутираше за современите онлайн и директни методи на влијание, како и за потребата од градење инклузивни и отпорни заедници. Лани сме добиле 2100 нови магистри и доктори на науки. Меѓу најучените доминираат жените. Лани со звањата магистар или специјалист се здобиле 1855 македонски граѓани, соопшти Државниот завод за статистика. Ова е бројка слична на онаа од 2024 година, повисока е за половина процент. Зголемувањето е процентуално поизразено кај докторите на науки. Минатата година докторирале 245 граѓани, што е дури 14% повеќе од 2024 година, кога сме добиле 215 нови доктори на науки. Над 60% од новите магистри, специјалисти и доктори на науки кои со звањата се стекнале во 2025 година се жени, покажуваат податоците на ДЗС. Турски танкер за сурова нафта беше цел на напад со беспилотно летало во Црното море,
во близина на Истанбул, објави телевизијата НТВ. Нападот се случил на 15 наутички милји од Босфорскиот теснец. Како што пренесуваат локалните медиуми, танкерот Алтура бил натоварен со околу 1 милион барели сурова нафта. Иако танкерот Алтура е на листата за санкции од Велика Британија и ЕУ, САД засега не вовеле санкции. Засега нема непосредни извештаи за жртви или повредени во инцидентот. Председателот на Русија Владимир Путин потпиша указ со кој од 1 април се забранува физичките лица да изнесуваат готовина во државите членки на Евроазиската економска унија во износ поголем од $100,000. Како што наведуваат руските медиуми, оваа мерка се должи на заложбите на Москва како дел од пошироката кампања за борбата против сивата економија и спречување на одливот на капитал. Исто така, од 1 мај ќе биде воведена забрана за извоз на златни прачки со тежина поголема од 100 грама за физички и правни лица и индивидуални предприемачи. САД и Израел привремено ги отстранија иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи и председателот на парламентот Мохамед Бакер Калибаф од нивните листи на лицата за ликвидирање, објавија американските медиуми. Wall Street Journal, повикувајќи се на неименувани американски представници, објави дека одлуката е донесена како дел од напорите за започнување мировни преговори меѓу Вашингтон и Техеран. Изворите велат дека двајцата ирански представници се отстранети од листата за неколку дена, бидејќи администрацијата на Трамп сигнализира отвореност за дипломатски разговори. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху нареди на војската да ја интензивира воздушната кампања против Иран во следните 48 часа, со цел да уништи што е можно поголем дел од иранската воена индустрија, а сето тоа од страв дека Вашингтон би можел да иницира процес на прекин на огнот. Директивата дојде откако владата на Нетањаху доби копија од американскиот нацрт план од 15 точки за завршување на војната, заклучувајќи дека со планот не се решаваат соодветно прашањата за нуклеарната програма и балистичките ракети на Иран. Израелските власти наводно стравуваат дека американскиот председател Доналд Трамп би можел да го објави почетокот на мировните преговори во секое време, пренесуваа надолу. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Иран е многу заинтересиран за постигнување договор, но дека не може да го покаже тоа отворено бидејќи неговите лидери се плашат од реакцијата на сопствениот режим и од американската страна. Зборувајќи за ситуацијата на Блискиот Исток, Трамп рече дека Техеран преговара и дека многу сака да постигне договор, но се плаши јавно да го признае тоа. Неговите коментари доаѓаат во време на тековната војна и растечките шпекулации за можен договор меѓу Вашингтон и Техеран. Времето денеска ќе биде променливо облачно и релативно топло со сончеви периоди. Ќе дува умерен до засилена наместа повремено силен ветер над 60 км на час од јужен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе имаме повремени врнежи од дожд. Температурите низ целата земја ќе се движат од -1 до 20 степени. Во Скопје променливо облачно и релативно топло со сончеви периоди. Во текот на денот и ноќта ќе имаме повремени врнежи од дожд. Ова беше се во утринските вести на Слободен печат. Се гледаме подоцна повторно.